Леле, неверојатно е. Како е тоа можно? Време е за малку магија. О, тешко е. Се одбива. Вау, време е за најдобриот дел. Леле, неверојатно е. Вау, и јас го сакам тоа. Прво, ми треба слим. Токму тоа ми треба. Можам да го направам исто како Иван. Зошто не работи? Вау, речи си го изеде. Оваа работа не работи. Стефи, што се случи? Сакав слим како твојот. Но мислам дека мојот магнет е скршен. Не, твоите магнети се сосема во ред. Само си играм со магнетен слим. Магнетен слим? Точно. О, имам идеја како да го направам и твојот слим магнетен. Во ред. Треба да додадеш овој железен прав на твојот слим, за да го направиш магнетен. Океј. Одлично, сега мораш добро да го измешаш. Токму така. Нешто недостасува тука. Иван, можам ли да додадам малку убавина на ова? Секако. Можеш да го декорираш твојот слим како што сакаш. Ајде да почнеме. Можам ли да пробам? Фала за помошта. Нема проблем. Готово е. Ајде да го започнеме експериментот. Работи. Вау, тоа е фантастично. Стефи, сега ќе ти покажам како функционира твојот магнетен слим. Ти треба пак железен прав, ти треба малку вода и аквариум. Време е за правот. Сега, време е за магнетите. Како е тоа можно? Магнетот има тенденција да привлекува железо. Така твојот слим ги привлекува железните парчиња кон магнетот. Вау, тоа е вистинска магија. Всушност, нема никаква магија вклучена. Магнетот има два пола. Ајде да пробаме ова. Стави неколку магнети тука во багажникот. Спротивните полови на магнетите се привлекуваат. Затоа можеме да го привлечеме овој автомобил. Можеш да видиш на овој магнет јужен пол и северен пол. И тие се спротивни? Точно, да ги смениме страните. И истите полови се одбиваат меѓусебно. Можам ли да пробам? Да, секако. Дали магнетот може да привлече било што? Да дознаеме. Ќе сокријам предмети во овој аквариум. А твојата задача е да ги извлечеш користејќи магнет. Готов сум. Сега, пробај да привлечеш предмети со овој магнет. Ајде да
да провериме други. Го разбрав. Да пробам и јас. Види, овие работи не се направени од железо и не ги привлекува магнетот затоа што магнетите можат да привлекуваат само железо и други магнети. Го разбрав. Тоа е интересно. Добро, Стефи, можеме да направиме уште еден возбудлив експеримент. Да, ајде да го направиме. За овој експеримент ќе ни треба еден завртка, магнет и малку магична течност. Стави го ова тука. И налеј го тука. Сакам да пробам. Продолжи. Ајде да пробаме уште нешто со оваа течност. Сега треба да ставиме малку од оваа течност во садот. Изгледа како еш. Изгледа како желе од еш. Браво, Стефи, сега да си играме со нашите слузи. Да играме. Го проголта. Ајде да му ставиме очи. И магнет. Изгледа толку кул. И јас сакам да ја оживеам мојата слуз. Добра идеја, ајде. Ох, толку е симпатично. И јас сакам да направам моја. Ајде да му ставиме очи. Ох, толку е сладко, ми доаѓа да го погалам. Иван, ајде да играме игра. Која слуз ќе го изеде магнетот прва? Добро, ајде да го направиме. Малиот човек, ајде. Можеш да го направиш ова, можеш да го направиш ова. Јеј, мојата слуз победи. Честитки, Стефи. Ти благодарам, Иван, за оваа возбудлива игра. Науката може да биде интересна и забавна. Точно е. Даша, Алекс, дали ќе пукне или не? Нема да пукне. Да, ќе пукне. Ајде да провериме. О, не го изгубив пукна. А што е со ова? Да, ќе пукне. Да, ќе пукне. Да видиме. Јас победив. А што е со ова? Ќе пукне ли? Не, овој пат нема. Да, ќе пукне. Ајде да провериме. Ова е невозможно, тоа е чудо. Не е чудо, Алекс, тоа е само наука. Да, пак победив. Погоди точно, Даша, можеш да се играш во куќата со балони. Кура. И не е толку забавно. Во овој експеримент треба да погодите дали иглата ќе го пробие балонот или не, Сигурен сум дека ќе пукне. О, не ќе пукне. но запомнете, сите експерименти треба да се прават под надзор на возрасен. Како е ова можно? Замислете дека балонот е како големо растегливо шпагети. Кога дуваш воздух во балонот, се растега за да направи простор за воздухот. Постојат две области во балонот каде што гумата не е растегната, па ако внимателно ставиш нешто остро низ тие области, бараш некои од парчињата шпагети да се поместат без да ги пуштат рацете едни на други. И бидејќи не се растегнати премногу, има простор за иглата да помине и балонот нема да пукне. Вау, фантастично. Но вредеше. Сакате да ви го покажам трикот со лентата? Да, покажи ни, покажи ни.
бидејќи лентата помага да се задржи дупката мала и ја држи кожата на балонот заедно така што воздухот не излегува брзо. Тајната е дека кога ставаш лента на балон и го пробиваш, балонот не пукне. Даша, Алекс, да преминеме на следниот експеримент. Време е за експеримент со балони и лимон. Во овој експеримент ќе откриеме дали е можно да се пробие балон со лимон или не. Со лимон нема шанси. Да го пробаме. Тоа не е можно. Можеш дури и со кора од лимон. Океј, ќе пробам. Успеа. Сакаш да пробаш портокал и лимон. Балоните пукаат бидејќи сокот од цитрусот има киселина во него. Оваа киселина го прави балонот слаб и го предизвикува да пукне. Уау, тоа е магија. Не, Даша, тоа е само наука. Да преминеме на следниот експеримент. Следниот експеримент е со балони хартија. Хартија. Прво, треба да го омотате балонот околу вашата глава. Потоа држете го балонот блиску до хартијата. Вау, како го направи тоа? Тоа е како магнет, хартијата се лепи за балонот. И можеш да ја собереш хартијата без да ја допреш. Кога омотуваш балон на твојата глава и потоа го држиш близу до хартија, хартијата се лепи за балонот. Тоа е толку кул и магично. Не, Алекс, тоа е уште наука. Јас сум наред. Ова се случува бидејќи триењето на балонот на вашата глава создава статична електрицитет која привлекува мали парчиња хартија, правејќи ги да се залепат за балонот. Добра работа, деца. Тато, зошто некои балони пукнаа во првиот експеримент? Да, можеш ли да објасниш, те молам? Секако, деца, кога притискате балон под една игла, целиот притисок оди на една мала точка и балонот пука. Океј, разбирам. Што ќе се случи ако имаме повеќе ексери? Ако имаме повеќе игли, притисокот се распределува на многу точки, па затоа е потешко да се пробие балонот. Значи затоа не го прсна последниот балон. Да, точно така. Кога ќе притиснеш балон меѓу многу клинци, притисокот се распределува рамномерно низ целиот балон. Тоа значи дека ниту една точка не добива премногу притисок, па балонот не прснува. Истото се случува и ако стоиш на балонот. Навистина, не може да биде, не можам да поверувам. И балоните не прснуваат. Да, бидејќи тежината веднаш се распределува меѓу сите балони. Да, сега разбирам. Даша, Алекс, денес научивте многу. Сега можете да одите и да си играте во куќата со балони. О, чекајте малку, што е тоа? Знам што е тоа. Вау, тоа е балон со повеќе слоеви. Ајде да се забавуваме додека децата играат. Но запомнете, правење експерименти без надзор на возрастни не е дозволено. Вау, последниот. Не, уште еден. Моите пријатели. Океј, каде се децата? Алекс, Даша, дали сте подготвени за последната игра со прскање на балоните? Ајде да се забавуваме и да ги прснеме сите балони, дојдете. Прас! Вау! Мојата боја е црвена. Мојата боја е жолта. Мојата боја е сина. Жолта. Даша, пак си ти.
Ох, не. Секој пат сум јас. Да. Даша. Жолта. Црвена, ве молам, црвена, ве молам, облагодарам. Мојата боја е сина, сакам сина. Мислам дека ќе победам. Жолта. Црвена. Го обожавам експериментот со прскање на балоните. Толку многу врати. Денес ќе научиме како да броиме до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Број 1. Еден, јупи. Excellent. Еден, јупи. Број 2. Интересни копчиња. What? Huh. Oh, yeah, okay. What? Oops. No way. О, не, диносауруси. Чекор налево, ха. Број 3. Вау, вкусно. Excellent. Fantastic. Great. Wow. 1, 2, 3. Портокал. Не, може би боровинка, ниту една. Може би киви. Ќе ги пробам сите. Тоа беше добро. Fantastic. Последната беше најдобра. Вкусна соба. Број 4. Вау. 4 лизгалки. Еден. 2. 3. 4. Тоа беше енергично. Број 5. Водени балони. 5. 1, 2,
3, 4, 5. Wow. Excellent! Oh, yes! Let's go! Yeah! Let's go! Постигнав 10. И сакам водените балони. Oh, yes! Број 6. Тоа изгледа забавно. Вау! Fantastic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да започнеме со ова. Се чувствува како хартија. Вау! Следно имаме Орбис. Wow. Вау! Майнкрафт Пикачу. Маршмелоу. Wow. Тоа е тоалет. Следно имаме желе бања. Чувствувам нешто многу големо. Вау, тоа е маска. Успивка. Имаме песок. Wow! No way. Fantastic. Simple Dimple. Имаме 6 играчки. Тоа беше неверојатно, но рацете ми се валкани, треба да ги измијам. Број 7. Еден, два, три, 4, 5, 6, 7. 7. Вау! Fantastic. Awesome. Што има внатре? Aha. Let's go! Вау! Вау! Погледни го ова. Тоа е Спайдермен. Мачката. Број 3. Great! Супермен. Ох, Бетмен. Број 4. Let's go! Харли Квин. Број 5. 3, 2, 1, старт. Тоа е Бетмен. Yeah! Геко. Fantastic. Тоа е добро. Број 8. Ох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, сега да го погодуваме вкусот. Ананас. Мислам дека е кокос. Let's go! Ова дефинитивно е јаболко. Чоколада. Yes! Боровинка. Кајсија. А или
или можеби портокал? Great! Кој е овој вкус? Ова е јагода. Мислам дека е манго. Вкусно. Ова беше многу вкусно, но прилично тешко. Oh, yeah, okay. Број 9. Толку многу кутии. Oh, yes! Прва. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Excellent. Не ова. Oh, yeah, okay. Не ова. Huh. Не ова. Имам нешто. No way. Вау. Oh, yes. Еве ја конечно, врата број 10. Интересно што имаме тука да провериме. Fantastic. Excuse me? Слус. Број 1. Два. Три. Толку тешко. Четири. 5. Вау, погледни го ова. Жест. No way. Тоа е 7. Што ќе биде следно? Aha. Тоа е виолетова слус. Број 8. О, да! Вау! Број 9. No way. Десет. Еј, дечки, дојдете ваму. Вау, прекрасно е. Excellent. Awesome. Тоа беше толку задоволително.